Додека македонскиот народ ја памети жртвата на предците кои ја платиле најскапата цена и го дале својот живот за Македонија, се чини дека Нелинденска е само продолжен викенд. Пред споменикот на Гоце Делчев не дојдоа да се поклонат ниту Ковачевски, ниту Пендаровски. На нивно место дојде поранешниот министер Алагјозовски, партискиот портпарол Каевски, како и советник од кабинетот на претседателот. За јубилејните 130 години од почетокот на македонската револуционерна борба за власта очигледно доволно беше само честитка преку мејл до медиумите и попратно на пресконференција од портпаролот. Лажниот патриотизам носи изолација на земјата, неизвестност, економска стагнација, празни джебови и празни фрижидери за граѓаните. Лажниот патриотизам и блокадата на европскиот пат води до нов екзодус и селување на младите. И додека представниците на власта не застанаа пред камерите за време на положувањето од цвеќе, представниците на ВМРО-ДПМН им го честитаа празникот на македонските граѓани од пред споменикот на великанот. Јас ќе го честитам овој голем македонски празник и на сите граѓани на Република Македонија би им порачала да не се грижат дека постои ВМРО-ДПМН како партија која што ја продолжува идејата и борбата за независна и слободна Македонија, се до тогаш македонците ќе си бидат на своји, како македонци ќе постоиме и ќе обстоиме. Честит празник на сите. Поред Стојановска, револуционерната борба на македонскиот народ трае и денес, кога се уште се бориме да се зачува македонскиот национален идентитет, што соседите отворено го спорат. Инаку власта со повеќе примери досега воспостави пракса официјалните лица да избегнуваат да го споменуваат името на државата за големите национални празници. Се избегнуваат и имињата на револуционерите, а слоганите се чинат недоречени. Истото се случи за 11 октомври, за 8 септември, како и 7 години наназад.